единствена логика, доколку ги имаме сите факти пред себе, испаѓа дека градоначалникот на град Скопје одамна се нема сликано со градоначалникот на Газивала, па им требаат нешто да пополнат термин за реакција за соопштенија на Facebook, на говорница да може да се испофалат и да им соопштат на јавноста дека нешто ќе се прави, како што впрочем и градоначалникот на општина Газибаба два пати, во два наврати има најавувано дека токму општина Газибаба ќе ја реконструира оваа улица. Се сликаше, момент еве са и објавите ќе ги најдеме, ќе ви ги покажеме. Со тоа всушност и се докаже и неговата неспособност. Најави еве со министерот за локална самоуправа од унгарскиот кредит дека ќе повлекле средства токму за реконструкција на и ревитализација на улица Лазар Поп Трајков во Автокоманда, 26 јуни 2024 година. Уште една објава има од 7 октомври 25. Реконструкција на големите локални улици. Повторно и тука ја најавил. И сега испаѓа дека една од општините со рекордни буџети, како што ги представува и тој самиот секоја година, не може да се асфалтира улица од 585 метри или колку и да беше таму во иницијативата. Втор момент е тоа што процедурата всушност, затоа што иницијативата на општина Газибаба и предлог одлуката која што ние ја имаме овдека, која што треба да ја гласаме, не се совпаѓаат. Во иницијативата на општина Газибаба стои реконструкција и хоризонтална вертикална сигнализација, кај нас е само реконструкција. Во иницијативата на општина Газибаба стои период за изведба, односно завршување на целиот проект 3 месеци. Овдека немаме ништо во предлог одлуката. Понатаму во проектот, во иницијативата на општина Газибаба стои дека тие веќе си имаат направено проектно-техничка документација, која што впрочем и не е доставена и не знаеме точно зашто ќе се потрошат овие 20 милиони денари. Во предлог одлуката стои дека целиот товар всушност финансиски е на градот Скопје, а општина Газибаба ќе учествува само со проектно-техничка документација, што е веќе изработена и тоа го пишува и во самото образложение на предлог одлуката, и евентуална експроприација. Ако имаме проектно-техничка документација, експроприацијата веќе треба да биде предвидена и веќе треба да знаеме дали таму ќе имаме некои имотно-правни прашања или не. Не може евентуално да се става во предлог одлуката. Значи не се совпаѓаат. Ние имаме некоја нова иницијатива на градот кој што ќе одлучува сам понатаму градоначалникот дали ќе биде со улици и патишта, дали ќе биде со јавни набавки, колку време ќе трае. И така натаму, ова е тотален хаос. Жителите на општина Газибаба исто така напоменав дека се во минимум 2 наврати лажани од градоначалникот Бобан Стефковски. Значи ништо не кажавте околу тоа. Во 2 наврати се лажани дека ќе се добијат пари од унгарскиот кредит и само што не почнала реконструкцијата на таа улица. И во предизборието повторно се лажани.